Насилство преку интернет, лажни вести и говор на омраза меѓу младите. Интернет просторот и социјалните медиуми го променија начинот на кој ги добиваме вестите и го гледаме светот. Наспроти придобивките, тие станаа и плодна почва за лажни вести, дезинформации, ширење говор на омраза, насилство и повредување, како и радикализација преку интернет. Лажни вести. Лажните вести не се базираат на факти, но се презентираат како да се точни. Лажни вести може да се најдат како дел од традиционалните вести, социјалните медиуми или сајтови. Ова им овозможи на хакерите, троловите, па дури на политичарите да го користат интернет просторот за да шират дезинформации и говор на омраза, како и различни екстремистички групи да го користат дигиталниот свет за мобилизација и за радикализација. Говорот на омраза е секогаш политички. Говор на омраза е дискриминаторски јазик, што го напаѓа дигнитетот на социјалните групи. Тој вклучува расизам, сексизам, хомофобија и други форми на дискриминација. Нападите и омаловажувањата во дигиталниот простор често поттикнуваат насилство и во реалноста. Ранливост на децата и на младите поради лажни вести, што може да води кон радикализација на интернет. Пребарувајќи на интернет, младите може да се изложат на разновидни перспективи, некои од нив екстремни во своите гледишта на светот. Така тие можат да запознаат и поединци или групи што шират екстремистичка пропаганда, поттикнувајќи прифаќање, поддршка, па дури и преземање екстремистички акции. Децата и младите не секогаш можат да разграничат реалност од фикција. Благодарение на лажните вести, екстремистичките идеологии, издобиената доверба во радикалните авторитети, младите се внесуваат во процес на радикализација. Екстремистичките групи ја искористуваат ранливоста и несигурноста на младите и често им нудат одговори на нивните прашања за припадност, ветуваат правда и им даваат значење и чувство на идентитет. Младите често не се во состојба да разберат дека нивните верувања се обликувани од други и не се секогаш во можност да ги увидат негативните влијанија на радикалните авторитети. Што може да направи наставниот кадар? Стратегии за развој на критичка дигитална писменост. Насилството преку интернет, лажните вести, радикализацијата може би се тешки теми за да се зборува за нив со младите, но наставниците како возрастни со авторитет можат да им помогнат на младите да изградат критичко размислување за темите на кои се изложени. Затоа зборувајте. Учениците и младите се потпираат на своите авторитети за разбирање на реалноста. Станете авторитет во кого имаате доверба и хранете ги со информации, знаења, повеќе отколку социјалните медиуми. Зборувајте со нив како родители, наставници, возрастни во кои имаат доверба за светот, случувањата и за промените во светот, за вредностите на еднаквост, почитување на различностите и човековите права. Нема небезбедни теми, туку само теми што се водат во безбедна средина, а тоа е секоја што овозможува искажување, почитување и вреднување на личното мислење. Читајте. Многу луѓе споделуваат вести што всушност не ги ни читаат. Многу луѓе не навлегуваат во анализа на вредностите што се промовираат низ вестите или споделувањата на социјалните медиуми. Поттикнете ги учениците да читаат и по насловот. Поттикнете ги на дискусија кога наишле на разлика меѓу вистината и лажната вест. Проверувајте. Научете ги учениците на брз и едноставен начин да ја проверат веродостојноста на информацијата, како проверка на изворот, проверка на авторот, проверка дали информацијата е достапна на доверлив сајт и користење сајтови за проверка на факти што имаат кредибилитет, за да се добијат повеќе информации. Вклучете се. Дигиталната писменост е учество. Научете ги учениците да бидат искрени, будни и креативни граѓани во дигиталниот свет. Лажните вести, дезинформациите, говорот на омраза, насилството преку интернет внесуваат вознемиреност кај децата и младите. Но,
тие ќе станат поподготвени и поотпорни, ако наставниците преку образовниот процес им помогнат да развијат критичко мислење и им овозможат дигитална медиумска писменост, да ги научат за човековите права и да поттикнат развој на култура на диалог на еднакви или почитување на мултикултурноста и на разновидноста.